Неколку државни институции не добија согласност од Министерството за финансии за 30% зголемување на додатокот на плата, со што тие се ставени во нееднаква положба со 6 други државни институции, меѓу кои Министерството за финансии, кои добија согласност за зголемување на приходите на вработените. Од финансии за Телма, зошто нема зголемување на приходите за вработените во Министерството за економија и труд, правда, животна средина во администрација, но и во Државниот завод за статистика и во Државното правобранителство одговорија дека секое министерство има буџет во рамки на кои што институциите ги планираат своите приоритети, односно дека наведените институции немаат доволно средства за да им се одобри зголемувањето. Оттаму Министерството за финансии, постапувајќи согласно законот за буџети, одобрува преземање обврски исклучиво согласно планираните средства кај буџетскиот корисник и дадено е мислење по однос на поднесени барања за подпишување колективни договори, онаму каде се предвидени средства во рамки на одобрените лимити со буџетот. Имено со буџетот за 2025 година се предвидени средства за исплата на сите стекнати права на вработените согласно претходно подпишани колективни договори. Од Синдикатот на органите на управата, правосудните органи и Сдруженијата на граѓани УПОС вела дека барањето за мислење од финансии за новите колективни договори со кои било предвидено зголемување на додатоците на плата биле поднесени пред изготвување на буџетот за 2025 година, а оти одговорот оттаму стигнал после неговото затворање. Но имајќи во предвид дека не постои никаква ниту уставна, ниту законска пречка за склучување на колективни договори. И Министерствата и Синдикатот на УПОС пратија мислење да добијат од Министерството, а не согласност дали да се склучат колективни договори. Колективните договори се предвидени со Закон за работни односи и со Уставот на Република Македонија. Не може Министерството за финансии самоволно да одлучува кој, а кој не ќе подпишува колективни договори. Дејановски одлуката на Министерството за финансии оценува како несериозна, велејќи дека проблемот со додатоците на плата може и сега да се реши со едноставно префрлање на буџетските средства за тоа. Треба да се знае дека Министерството за финансии во било кој момент може да го реши проблемот со пренамена на средства. Значи, средства во буџетот има, видно е тоа, се работи за мала бројка на вработени, кога ќе ги ставите сите министерства на број, тоа е над под 4000 вработени лица, меѓутоа не за дел од нив веќе имаме решение, за дел не, тој дел што е останат е околу 3000 вработени, платите се ниски, така да се дозволи ова што го бараме ние, пак нема да има голема финансиска импликација во буџетот. Зголемување на додатоците на плата на вработените се бара неколку години наназад и до сега УПОС го издействувал тоа во Службата за општи и заеднички работи на владата, Генералниот секретаријат, Министерствата за финансии, здравство, образование и култура. За нив е нејасно врз која основа финансии одлучило кои државни институции ќе добијат, а кои не повисок додаток на плата, особено за институциите каде што, како што вели Дејановски, платите се најниски и токму преку додатоците на плата бил најден начин да им се зголеми приходот на вработените. Според информациите на Телма, во министерствата каде не е одобрен повисок додаток на плата, револтот е голем и се размислува за штрајк. Од УПОС пак најавуваат дека деновиве ќе одржат состанок на кој ќе решат на каков начин ќе реагираат и кога, не исклучувајќи го и најрадикалниот одговор, штрајкот.